Македонија е во крајно незгодна состојба во сите сфери на општественото живење и потребна е итна помош од граѓаните. Сега судбината ни се крои во Мала Речица и јас, Христијан Мицкоски, и ВМРО ДПМН тоа нема да го дозволиме. Затоа почекајте доправа следат повеќе чекори, а со ова само го започнуваме. Не можам да дозволам иднината на Македонија во Мала Речица да се крои. Иднината на Македонија ќе ја кројат граѓаните на Македонија, а не тие кои што денеска се таму во владата. Во истиот контекст, првото што неголемата опозициона партија ќе го направи е од 10 мај ќе го блокира работењето на парламентот. Ова ќе биде процес во кој што треба комплетно да ја принудиме оваа влада раководена од 15 пратеници на ДУИ и администрирана од Ковачевски и СДСМ да замине, затоа што мора да се сложите дека како сега никогаш во минатото не било толку лошо. Значи сега не е лошо, туку е очено. Имаме една национална катастрофа, имаме една девастирана економија. Новија чекори опозицијата според Мицкоски е принудена бидејќи СДСМ кризата во државата ја признава, но не и вината за неа. СДСМ со таа изјава не знам дали се свесни признаваат дека Македонија е во криза. А во оваа криза тие наместо да се обратат на најголемата политичка партија со најголемата пратеничка група со најголемиот број градоначалници и советници во Македонија, тие одлучија да молчат. 2 месеца буквално ги молевме. И секој наш чекор е реакција на нивната акција. Јас на самата пресконференција која го најавив ова кажав дека за се понатаму единствената одговорност ќе биде врз Ковачевски врз СДСМ. Во однос на прашањето со Бугарија и можното решение, Мицкоски вели дека по природа е оптимист, но отварање на ново поглавје во уставот и менување на преамбулата за бугарите да се внесат во него не доаѓа во предвид.